Сите градоначалници и членовите на општинските совети во Македонија се во очекување каква одлука ќе донесе Уставниот суд во врска со поднесеното барање за продолжување на нивните мандати. Законскиот рок до кога тие остануваат на сегашните функции ќе истече на 15 мај, а по тој датум општините ќе се соочат со блокада во финансиското и другото работење. Одлуката на судот се очекува в среда, за кога е закажана и седницата на која ќе се разгледува ова прашање. Сепак, неизвестно е дали ќе има продолжување на мандатите на раководните органи во локалните самоуправи. За ваквата состојба, прашање беше поставено и на последната седница на Советот на општината. Вашето видување за тоа како ќе функционира општината во наредните месеци ако состојбата на државно ниво не се промени? Искрен да бидам, и јас не знам, не сум јас компетентен да го дадам одговорот, меѓутоа мислам дека решението е во договорот помеѓу политичките партии. Заради тоа што заедно со вас ја споделам бојазноста, значи дека на 16 веќе ќе немаме склучување на бракови, ова што вие се залагате, значи за да имаме нови бракови, нови новороденчиња. Нема да имаме можност за исплата на платите во образованието, културата и социјалната заштита што се во надлежност на општината. За да не се случат ваквите проблеми до 15 мај, Димитровски вети дека ќе се направат напори исплатата да се реализира пред губењето на мандатот, при што споменатите финансиски трансакции би се однесувале барем за овој месец, а за потоа непознато е како тоа ќе се реализира. Исто така, општината нема да биде во можност да им издава уверенија, решенија, потврди и други документи на граѓаните за кои што е надлежна, бидејќи ќе нема кој да ги подпишува поради завршениот мандат на градоначалникот. Поради ова, сите локални раководни структури се во исчекување дали Уставниот суд ќе одлучува за продолжување на нивниот мандат и каква содржина ќе има ваквата одлука, бидејќи дел од правните експерти постапката ја толкуваат како кривично дело, против кое ќе може да се води и правна постапка.